Ако се чувствуваш изнемоштен и не си задоволен од животот, големи се шансите дека вашиот допамински систем е преоптоварен. Ќе ви дадам една брза анегдота. Имам пријател, има 21 година. Тој има дете, завршил средно училиште. Завршува сега факултет и наеднаш се одлучува да престане. Потоа престана да оди на работи. Тој престана да вежба, но тој не прави ништо. Не работи, безделничи, тој не успева да просперира во животот, тапка во место. И сега анализираме зошто крена по тој пат, што го мачи. По некое време ја слушнал Маја како зборува за намалување на допаминот. Потоа ми се јави и ми рече, ќе пробам еден месец, без телевизија, нема телефон, нема ништо. Поминаа 25 дена. И тој пак трча. Повторно дига тегови. Тој повторно се враќа на работа. И ова беше некој што мислеше дека има некој психолошки проблем, но она што се случи беше дека тој имаше проблем со допаминот. Затоа тој немаше волја за ништо. Допаминот може да влијае драстично на нашиот живот ако не знаеме како да го контролираме. Јас не можам во едно видео да ви објаснам за допаминот, затоа посети го мојот блог и сподели го ова видео на некој пријател, бидејќи допаминот може да не уништи ако не знаеме што правиме.